Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска во коментар на денот фокусот е за незнаењето во врска со вакцините и вакцинирањето во Република Македонија од страна на власта. Нов ден и нов срам и катастрофа на Венко Филипчи и Зоран Заев. Заради неспособноста на власта, Република Македонија и граѓаните остануваат единствени во регионот и Европа кои не знаат кога ќе се започне со вакцинација, ниту пак колку вакцини ќе добијат на располагање. Причината за тоа е затоа што владата не само што не набави вакцини на време, туку и затоа што не ја регистрирала вакцината на Pfizer и немала направено план за вакцинација. А пак македонската јавност тоа го дозна денеска и замислете, не од нашите медиуми политичари, туку од српската премиерка Ана Брнабиќ. Иако власта се пофали дека набавила 8000 вакцини од Србија, премиерката на Србија денеска откри дека Македонија не може да ги добие истите, затоа што поентата не е само се набават, туку и да се регистрираат, но и да се направи план етапно како ќе се спроведе вакцинацијата. Скандал од невидени размери, брука и срам. Додека сите држави се вакцинираат, власта со својата несериозност и неспособност дополнително ги загрози животите на македонските граѓани. Зоран Заев и Венко Филипчи оставија Република Македонија и граѓаните без ниту една вакцина, а поради тоа граѓаните умираат по болници. Веќе 3 месеци и повеќе лажат дека набавиле вакцини од Бугарија, па потоа од Грција, а сега и од Србија, за да на крај дознаеме дека вакцините ниту се набавени, ниту пак е регистрирана било каква вакцина за COVID-19 во држава, ниту пак има план како ќе се одвива целиот процес. Да се фокусираа повеќе на заштита на здравието и животите на граѓаните, наместо на собствениот пиар и промоција, можеби и ќе знаеа дека вакцината треба да се регистрира и да се направи план за вакцинирање. Но, зафатени со глумење на лажен хероизам, од самиот почеток на пандемијата лажат, а жртвите на тие лаги се граѓаните кои ги губат животите. За ваква несериозност во најмала рака потребни се неотповикливи оставки уште еднаш, а потоа и кривична одговорност за загрозување на јавното здравје на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.